Ајде, добро. Навистина ми е задоволство што четврта година поред Општина Штип го организира овој настан, превенција на генерацијата, на кој што настан се доделуваат признанија на најуспешните ученици во образовните институции и училиштата во нашиот град. Целта на овој настан е да се дадат признани и да се вреднува успехот на учениците кои имаат високи резултати, достигнувања на државни и меѓународни надпреварувања, а Штип е град кој се гордее со нашите ученици затоа што во изминативе години сведочиме на низа на постигнувања, достигнувања и на државно и на меѓународно ниво. Влогот и инвестирањето во образованието е инвестирање во иднината. И јас сум сигурен дека овие ученици се иднината на нашиот град и на нашата држава и дека тие во иднина ќе успеат да го трасираат патот на развојот на нашата општина. Затоа е многу важно да се препознае нивниот капацитет, потенцијал, да се вреднува и да се мотивираат да продолжат со вложување во образованието и во нивната иднина. Затоа ја користам оваа прилика да им честитам на сите кои оваа година се превенција на генерацијата, кои се неуспешни во својата генерација по однос на образованието и да посакам да продолжат со достигнувања и со резултати во делот на образованието. Да почнеме со дамата. Од кое училиште ни доаѓаш? Од Јане Сандански, Штип. Колку години имаш? 19. Што за тебе значи да бидеш првеник на генерација? Па за мене првенец на генерација представува голема чест, воедно и денешниот настан овде е голема чест, со тоа што се вреднува и се потврдува нашиот долгогодишен труд, нашиот успех и секако нашата силна желба. Ти благодариме. Представи ни си ти. Јас сум Мартин Стојанов од Гоце Делчев. Што? Имам 15 години и ова представува голема чест за мене. Уште кога дознав што е, имав желба да станам првенец на генерација и ќе продолжам да постигнувам успеси над превари. Ти благодарам. Представи ни си што значи ова за тебе. Јас сум Даниел Христов, првенецот на генерацијата од гимназијата Славчо Стојменски. За мене овој успех представува доказ дека на крајот целиот труд и сите напори што ги вложуваме за тоа да се надпреваруваме на државно и интернационално ниво се вреднува и дека тоа не е залудно, туку има некои кои што го препознаваат нашиот талент и потенцијал како младина на овој град. Каде ви ќе продолжите вашето образование? Јас моето образование ќе го продолжам на хемија надвор од границите на нашата држава. Благодарам, Даниел.